мислам дека во Македонија имаме многу ниска медиумска култура и писменост, за жал. Тоа се покажува и во односот на јавноста кон медиумите, односот на јавноста кон јавниот сервис. Мене дури почнува да ми изгледа дека на граѓаните им е нормално тоа што Сашо Мијалков им се јавува на директорите на телевизиите, на главните уредници, па не сум баш многу сигурен дека тоа на некои граѓани им изгледа природно, па што? Ние имаме власт и власта треба да се грижи за тоа како да известуваат медиумите. Мислам дека тоа е една од главните причини што имаме ваков медиумски систем. Ние сум зборувал и на минатата дебата, да имавме друга јавност во некоја друга европска земја. Ќе имавме жестоки реакции за начинот на кој што известуваат медиумите не денеска, не во овој период, туку години намазад. Тие известуваат, тука читам дека е пишувано програмата на МРТ е продолжена на рака на власта. Не е продолжена рака, таа е раката на власта. Власта е директно таму. Значи, исто е како да новинарите, уредниците да известуваат од МТВ, истите вести подобро би ги правеле од владата, од собранието, од политичките партии на власт. Имено сакам да истакнам и една друга причина која што е многу важна. Се спомена финансирањето на МРТВ. Јас сум правил истражување за тоа како е финансирано МРТВ од 1998 до 2006 и во годините потоа. Значи, континуирано МРТВ се финансира од државата преку различни ставки од буџетот кои што се наменети за други јавни предпријатија кои што се пренасочуваат потоа во моменти кога има недостаток на средства, значи се пренасочуваат во МРТВ. Фактот дека немало политичка волја, не само од ВМРО ДПМН, значи и од минатите влади на СДСМ во кои што учествувале и албанските политички партии, ДУИ и ДПА, кажува дека политичкиот систем, односно политичките партии не биле спремни да создават вистински јавен сервис, бидејќи на некој начин им одговарало да имат државно партиски или владин сервис. Вториот момент, мислам дека тоа не е направено под притисок на комерцијалните телевизии, односно националните комерцијални телевизии, кои што имале големо влијание кај публиката и на некој начин тие влијаеле кај политичарите да не превземаат вистински чекори за трансформација на јавниот сервис. Значи, во моментот ние имаме прашањето е каков медиумски систем. Ние имаме тотално подреден медиумски систем кон политичкиот систем. Значи, новинарите фактички се во улога на составени, во улога на портпароли, на пропагатори на политиките на власта. Фактот дека формално правно, значи не само за јавниот сервис, треба да се истакне дека јавни обврски се пропишуваат според европските стандарди и за комерцијалните медиуми, но еве ние, бидејќи ситуацијата е многу фрапантна во јавниот сервис, зборуваме повеќе за тоа. Значи, правната рамка постои. Ги знаеме состојбите. Прашањето е кои се решенијата. Значи, ние мислам дека треба да зборуваме за решенијата. Кои би биле тие решенија во вакви услови на политичка криза во кој што се разговара за излез од политичката криза? Мислам дека една од клучните точки во тие разговори помеѓу власта и
опозиција, треба да биде и сферата на медиумите, бидејќи очигледно е дека на овој начин не може да се продолжи понатаму. Значи, треба да се разговара на два нивоа. На нивото на деполитизација на јавниот сервис и на нивото на решавање на проблемот со распределбата на средствата во медиумите. Во моментот, значи, не гледам таква политичка волја кај власта која што на некој начин ќе биде, значи, ќе има доблест да разговара за овие теми и ќе ги прифати решенијата, но мислам дека ако притисокот на јавноста, тоа што го гледаме, значи, во протестите, сметам дека е недоволен притисок јавноста, не реагира, немаме некоја голема реактивност од страна на јавноста за решавање на проблемите. Проблемот околу раководните структури, значи и таму има политизација, иако формално правно тоа е решено. Значи стои во законот дека раководните лица, извршните директори, заменикот извршен директор не треба да бидат, значи, политички ангажирани, односно не треба да бидат членови на политичка партија. Дали е тоа доволно? Значи, се зборува само за формалниот аспект, дека директорот или заменикот не треба да бидат членови на политичка партија. Ние знаеме дека и раководните лица и членовите на управниот одбор и во програмските совети, значи, се избираат со политички амин од партиите на власта и тоа не е никаква тајна дури. Значи, сметам дека во иднина треба да се разговара за решенијата. Состојбите ги знаеме проблемите, знаеме како известувала МРТ сите овие години и сметам дека треба да се понуди некој друг модел кој што, значи, би бил во функција на тоа да се претвори конечно МРТ во вистински јавен сервис кој што ќе биде во служба на граѓаните. Значи, и околу тоа што спомна колегата Зоки, околу балансираноста. Значи, може да има балансираност во квантитативна смисла, но дали може да има балансираност во квалитативна смисла? Значи, и тоа е проблем. Значи, знаеме дека се избират изјави кои што на некој начин служат за одредени политички интереси.